Каланхоата е вистинското растение за сите оние љубители на цвеќиња кои немаат знаење за одгледување на растенија и кои велат дека тоа не им оди од рак. Идеална е за сите заборавени и презафатени кои забораваат на растенијата во својот дом, бидејќи ако ја оставите жедна некој ден, таа сигурно нема да ви замери. Ја има во повеќе бои: бела, портокалова, розова, црвена, виолетова, жолта. Расте од 10 до 30 сантиметри, па поради ова е многу веројатно дека ќе најдете место за неа. Во зима цвета сместена на јужниот прозорец, а во лето на тераса. Најдобро се развива во лесна, добро дренирана почва која е мешавина од универзална земја за цвеќиња со песок или перлит, која овозможува брзо истекување на водата и спречува задржување на влага околу корените. Единствено на што треба да внимавате е залевањето, бидејќи е сукулент. Залевајте ја секој 12 до 15 дена во зима, а 7 до 10 дена во лето. Најдобро е да ја допрете земјата и кога е таа сува и растресита да ја залеете. Ако забележите дека е тажна, со навалени листови, а во земјата се појавила и мувла, тогаш сте претерале. Отстранете ги гнилите гранки, оставете ја да осуши и веројатно ќе се опорави. Никогаш не ги оросувајте листовите бидејќи каланхоата е сукулент со месести лисја кои складираат вода. Влага на нивната површина може да предизвика гниење, појава на габични заболувања и жолтење на листовите. Се размножува од семе и со помош на резници, но многу поедноставно е со резници. Тоа се всушност млади изданоци на кои имало цвет. Затоа е потребно овенатите цветови редовно да ги режете до листовите. Резниците нека бидат долги околу 10 см со 2 пара листови. Отстранете го долниот пар листови и забодете ја резницата во земја. Чувајте ја на топло, влажно и светло место. Каланхоата најдобро е редовно да ја обновувате, бидејќи по околу 2 години таа може да делува малку неуредно, па затоа може да ја замените со нова. Ако ви се допадна видеото, притиснете subscribe.